Крај од емисијата, како велат шлагот или јаготката доаѓа вака на крајот од нашата емисија, со оглед на тоа дека се работи за Стојна Николова, која е обожувана меѓу народот многу. Јас барем колку што знам, пренесувам. Добре ни дојде. Баш ми е драго, добро те најдов. Добро утро на тебе, добро утро на сите во студиото и секако на сите гледачи. Преубаво изгледаш како и секогаш. Ти благодарам. Да. И сега еве она што го погледнавме, Патот до звездите, ова е едно преубаво шоу кое што ќе започне и вечерва на Алфа телевизија со почеток во 20 часот и 30 минути. Не случајно се избрана за во жири комисијата и тоа заедно со Роберт Саздов. Тоа е исто така наше еминентно големо име на музичката сцена, сигурно дека од малечка си го знаеш како сите ние. Да. И сега еве си заедно со него во жири комисијата. Така, и денес сум токму овде гостинка поради причината дека треба да го најавиме, нели, спектакуларното талент шоуто кој што ќе започне вечерва од 20:30. Тоа е втора сезона од талент шоуто Пат до звездите. Оваа година, значи, ќе почне вечерва, па ќе трае се до 21 јули, тогаш ќе биде и финалето. Имаме време да уживаме. Имаме време, да. Сакам да ги поканам гледачите да не поддржат, да не гледаат. Ќе имаме навистина добри кандидати, многу интересна содржина. Верувам. Да. Верувам, имаме ние таленти во Македонија. Имаме навистина многу млади пејачи кои што се надевам дека понатака многу ќе допринесат за да кажам за нашата македонска музика. Инаку јас сум како постојан член од жирито во Пат до звездите заедно. И како е да се биде во жирито? Со Роберт Саздов, нашиот музички директор на Макфест и нели композитор. Како е? Па, да ви кажам искрено... Тешка задача е? Тешка задача и никако мене ми се чини дека е потешко да се биде од таа страна како жири отколку да се биде на сцена. Меѓутоа слухот кој што си го имаш и талентот развиено во себе уште од мали нозе, веднаш забележуваш кој што треба, каде треба да се поправи или па кој го има оној талент кој навистина може веднаш на сцена да се излезе. Така, па се препознава. Навистина мислам дека веќе имаме искуство. Сигурно на благ начин на оние кои што треба да се поправат во своето. Па секако тоа се млади луѓе кои што допрва влегуваат во водите на музиката, кои што немаат искуство и некако јас се трудам секогаш да им дадам, да кажам, совети, не толку критики, туку совети кои што ќе им помогнат за понатака тие да се развијат и да се надградуваат. Па верувам. Добро, некогаш како велат, нели, критиката е добре дојдена, но се разбира на каков начин треба и да се каже. Инаку сакам да напоменам дека освен јас и мојот колега Роберт Саздов, кои што сме постојани членови од жирито во ова талент шоу, ќе имаме и трет член од жирито кој што ќе се менува секоја емисија. На секоја емисија, така, гостин ќе си биде. И ќе биде изненадување. Инаку ние и заедно од нашата естрада, така? Така, да. Од поп и фолк сцената. Одлично. Инаку јас и Роберт ќе бидеме и ментори, ќе работиме со децата. Тоа е уште потешка задача. И еве од синоќ веќе почнавме со работа со една талентирана кандидатка и се надевам дека дека ќе имаме доста напредок и ќе избереме да кажам вистинската нова македонска звезда. Да. А ги имаме, како што кажавме, веќе тоа го почувствувате уште од првиот. Ние сме навистина многу талентирана нација за музика, за ора, за Мене ме радува што овакво едно шоу, навистина ме радува едно овакво шоу, сите ние кои што сме прво македонци, па потоа се почитуваме и останато друго, што се случува и кај нас едно овакво музичко талент шоу, затоа што и на овие простори прво да се почне од овие простори, па потоа се разбира дека си има можности и за понатаму. Се разбира дека има. А не веднаш да одите во оганот, каде што ќе ви искритикуваат така да не знаете како се викат и да се вратите назад. Да, така. Јас затоа и напоменав на самиот почеток дека и ги повикав гледачите да не гледаат, бидејќи мислам дека не само соседите може да направат добро шоу, туку оваа година навистина ќе има многу интересна содржина, многу новости, многу како што кажам добри пејачи и огромен поздрав до Арт продукција, до Алфа телевизија и до Балкан Мюзик за целата таа
организација и целата таа можност на млади луѓе да им се даде простор каде што можат нели на некој начин да започнат со нивните кариери, ајде така да кажам. Како започнавме со кариерата ние? Да потсетиме Јас на не крај. бев на ниедно талент шоу, ама некако мојата кариера ја започнав со снимање на албум со народни преработени песни. Браво. Да, и подоцна веќе и мои. Така. И некако така постепено. Да. Чекор Сега, по чекор. кога сме веќе како и ментор, тоа ќе биде тешка задача, тешка под наводници, меѓутоа сепак треба сите сетила да се вклучат за да извлечеме најдоброто нели од оние кои што го имаат талентот. И сега да се вклопиме нешто, настапи, еве во талент шоуто ќе имаш време за се? Со добра организација се постигнува, јас така велам, и мислам дека ќе средам се. Стојне има енергија. Нема да има проблем, инаку сакам и да кажам дека првите тројца кандидати кои што ќе ги освојат првите 3 места, да, така е. Првите 3 места ќе имаат и награди. Од продукцијата ќе добијат комплетно аудио и видео, аудио, да кажем, песна и заедно со видеозапис, спот, така, одлично. Со арт продукција претпоставувам, така, да. сигурно, да. Трите, да кажем, кандидати кои што ќе ги освојат, тројца кандидати кои што ќе ги освојат првите 3 места. Ранобудник ли си? Не сум. Претпоставувам дека не. И не сум баш мислам вака разборана на Сабајле, ама секогаш сум, да кажам, добре дојдена овде во Алфа телевизија и баш ми е задоволство да станам и не ми е проблем. И нас, ете така малку во емисијата да внесеме една убава и внесуваат и останатите гости, но кога зборуваме за талент шоу, за музика, за нешто убаво што ќе се случува, тоа е веќе уште подобро, така? Значи да потсетиме, вечерва започнува големото музичко талент шоу на Алфа телевизија со почеток во 20 часот и 30 минути. Жири Стојне Николова и Роберт Саздов. Меѓутоа, на самиот крај ние мораме да слушнеме твоја музичка numera. Лоша. Воопшто не си лоша, меѓутоа знаеме некогаш ние жените така да се превртиме. Па добро. Може би оттаму е насловот. Кон партнерот некогаш да. Или некој ако ни изнервира во моментот. Си ги имаме тие бубачки, да кажем. Така е, па сега сите си ги имаме. Ова е нова песна, да. Да, нова песна заедно со видеозапис, Лоша. Се надам дека ќе им се допадне на слушателите, на гледачите. Ја направив за, да кажам, помладата публика и едно интересно музичко парче, така да кажам. Се надевам дека опативме се што се однесува за музичкото талент шоу. Мислам дека тоа што беше најбитно, да. Најбитно го кажавме, сега ќе уживаме во твоето видеоиздание и вечерва повторно ќе те видиме во 20 часот и 30 минути. Од другата страна. И ќе ги слушнеме нашите идни, да кажам, таленти во музиката и во нашата убава македонска песна.